Законот за нефер трговски практики ќе има измени. Во меѓувреме, граѓаните треба да се заштитат од високите цени, порача денеска заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Во соработка со бизнис секторот, пред се со производителите, добавувачите, па и маркетите, ќе видиме дали во блиска иднина ќе треба да се променат одредени делови членови во законот. Со овој закон се заштитуваат и помалите производни компании, кои на некој начин биле и во подредена улога во минатиот период и да дозволиме равноправно да се надпреваруваат и со многу поголемите, да речам, увозни компании и брендови кои што се присутни на македонскиот пазар. Цените на 100 производи од денеска се под 6-месечен мраз. Ова е одлука на една од големите трговски ланци во Македонија. Не само што ќе ги замрзнат тие 100 производи, исто така остануваат цените и на сите оние производи кои беа од нивна страна офатени во новогодишната кошничка. Која е главната цел и приоритет на владата со овие мерки? Главна цел и приоритет на владата на Република Македонија и Министерството за економија и труд е секако заштитата на животниот стандард и граѓаните, што исто така приоритет не само на маркетите и на бизнес секторот. Во меѓувреме, синдикатот ги анализира цените пред и за време новогодишната кошничка, а резултатите треба да бидат познати околу 20 јануари. Тогаш точно ќе се знае колку граѓаните имале заштеда од намалените цени на производите во кошничката.